Тој е човек што остава трага во времето во кое живееме. Остава силен впечаток со својата сигурност, смиреност и решителност. На сите предизвици во животот, на сите подеми и падови одговара со слободна мисла и многу свежа и позитивна енергија. Вице-премиер за евроинтеграции, амбасадор на Македонија во САД, универзитетски професор. Еве ни го доктор Васко Наумовски на Утринска дружба. Васко, добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Нов ден, нова работна седмица. Како е? Па сега нова работна седмица носи своји предизвици. Се наоѓаме во еден период кога и моите обврски се повеќе поврзани со релативно новиот почеток на академската година. За среќа оваа година повторно имаме полни амфитеатри, полни предавални, студентите се повторно со нас и севкупно имаме една по атмосфера отколку минатите 2 години и сигурен сум дека ќе продолжиме така и до крајот на академската година. Со многу посветеност пристапувате на сите ваши должности, но се чини најмногу се вложивте во македонските евроинтеграции. Точно, да. Јас уште како студент бев најмногу посветен и на предметите кои што беа поврзани со таа проблематика. Така продолжив и на моите последипломски студии, на докторатот. Тоа е она што денеска го предавам и на моите студенти, тоа е она што ме исполнува и надвор од академската средина, односно сите оние предавања, семинари кои што ги имаме со разни домашни и меѓународни организации. Најпослед тоа е и една тема која што го окупира нашето општество во последните години и една тема која што верувам ќе донесе добри позитивни вести во годините што се пред нас и конечно Македонија во едно догодно време да стане и полноправна членка на Европската унија. Има ли простор за оптимизам дека конечно може да почнат реални преговори со Европската унија и дали можеби не ви е жал што во вашиот мандат не се случи? Па, секогаш кога се заокружува една епизода, конкретно еден мандат на определена позиција, се прави една ретроспектива. Јас сум задоволен што и кога ќе погледнеме наназад денеска, во тој период ми беше чест што бев дел од тимот кој што работеше и ја усвои она визна либерализација, патувањето без визи. Имавме исклучително позитивни извештаи од Европската комисија, првиот позитивен извештај, првата препорака за почеток на преговорите, голем дел од акредитацијата за раководење со предпристапните фондови, екипирањето на тимовите за преговори за полноправно членство, кои што уште тогаш беа структурирани и верувам дека сите оние носители на таа позиција и други поврзани позиции ќе може да го дадат својот принос, затоа што процесот на европска интеграција ретко е врзан со еден мандат на поединец или пак една влада, тој е процес кој што трае подолг временски период и секој може да го најде своето место и соодветно да има удел во конечниот успех. Подготвувајќи се за овој наш разговор, за оваа наша утринска дружба, налетав на еден ваш став што ми остави впечаток. Велите, не е лесно да се игнорира историјата ако се толкува од политичари. Па да, знаете, секогаш кога зборуваме за историја на Балканот, многумина се наоѓаат повикани да ја искоментираат. Политичарите најчесто се обидуваат да влијаат на работата на историчарите. Ние во последните месеци имаме една ситуација кога повторно историчарите можат да се најдат под определен притисок од страна на политичарите. Има една позната изрека дека Балканот е средина која што продуцира многу повеќе историја од колку што може да ја конзумира. На тој начин мислам дека е подобро историјата да ја оставиме на историчарите и оние што најдобро ја познаваат, а политичарите и останатите општествени дејци да се посветат на подобрување на условите таму каде што тие се најдобри. Политичарите се тука да создадат атмосфера за напредок во економијата, за подобрување на стандардите во многу области. Токму процесот на европска интеграција е процес кој што овозможува ние во повеќе области да се приближиме до европските стандарди и на тој начин да обезбедиме една подобра иднина за генерациите што се пред нас. Вице-премиер за евроинтеграции, амбасадор на Македонија во САД, универзитетски професор, на студентите им предавате меѓународни односи и евроинтеграции. Каде е
Васко Наумовски свој на својата? Па сите функции се минливи, како што е впрочем минливо и се на овој свет. И сум бил во позиција да го дадам својот принос од различно место во општеството. Во еден период беше, како што кажавте вие, и како член на владата и подпредседател на владата. Во еден период ја представував Македонија во Соединетите Американски држави, што имаше своји предизвици, но почетокот на мојата општествена кариера беше во академската средина, во универзитетските клупи, така повторно сега, последните години сум повторно во универзитетските клупи и мислам дека тој спој на практичното искуство и на теоријата е нешто од кое што студентите можат најмногу да имаат придобивка, односно искуството и во владата, и во дипломатијата, и она теоретско искуство е нешто што сакам да го пренесам на моите студенти и најпосле секој учител е успешен толку што се успешни и неговите студенти. Верувам дека од студентите кои што ги слушаат моите предавања ќе имаме многу успешни поединци во нашето општество во иднина. Токму вашите студенти велат дека знаете несебично да го пренесете своето знаење врз нив, знаете да го задржите нивното внимание. Вашите предавања се особено интересни. Се обидуваме сите ние да ги направиме и предавањата интересни и да ги насочиме студентите во нешто конструктивно во нивната понатамошна кариера, особено во последните децении со општествениот и технолошкиот развој постојат повеќе предизвици за младите генерации, особено за тоа каде тие ќе се насочат во нивниот понатамошен живот после завршувањето на академското образование. Се обидуваме да го синтетизираме сето на теоретско знаење, да им го дадеме практичното искуство и од нив да би рекол да ги подготвиме за вистински влез во нивното општество, да се вклучат во сите оние процеси кои што ќе значат подобрување на македонската држава, затоа што студентите на кои што им предаваме се специализираат во повеќе области, меѓутоа, како што споменав и претходно, областа на европеизацијата на општеството ќе биде клучна и доминантна во наредните години. Ќе бидам среќен доколку многу од моите студенти се вклучат и во европеизацијата на општеството и со тоа да добијаме еден дополнително ниво на лично задоволство од оваа професија. За амбасадорите пак велат дека многу зборуваат, а ништо не кажуваат. Па да, една од карактеристиките на дипломатијата е да се обидете, народски кажано, да купите повеќе од вашиот соговорник отколку да му продадете, да се обидете во своето действување да ги заштитите интересите на државата, затоа што самата позиција значи представување на државата пред државата каде што сте упатени, меѓутоа и пред представниците на другите држави, колегите амбасадори од другите држави. Доколку не бевте политичар, универзитетски професор, што ќе бевте? Веројатно, доколку не бев професор, имајќи предвид дека го завршив правниот факултет, ќе се обидев да бидам дел од адвокатурата или пак од правосудството, како многу мои колеги, но патот ме донесе во академската заедница и се чувствувам среќно и задоволно тука. Од каде црпите енергија за денот пред вас? Па јас сум сега во еден период кога секојдневието, особено утрото, е исполнето со обврски поврзани со семејството, со моите деца, сопругата и се она што значи прилагодување на нивните активности. Мислам дека најголемиот дел од енергијата доаѓа токму од семејството и се она што го правиме конечно и како родители е наменето за обезбедување на подобро утре на нашите деца и на сите деца во општеството. И токму изворот на енергијата, мислам дека е и фокусот на живењето, не само во утринските периоди, туку и во остатокот од денот. Кој доктор Васко Наумовски надвор од кабинетот? Што ве прави среќен, што ве растажува? Имате ли некое хоби? Каква музика сакате да слушате? Па, имајќи предвид дека денот е прилично динамичен и исполнет, се обидувам да најдам време за одредени спортски активности, возење велосипед, планинарење,
За време на викендите се обидувам да отпатувам некаде надвор од Скопје или пак надвор од државата, да посетам некои од лично интересните туристички места и во Македонија, и во соседството, или пак во определен дел од Европа, знаејќи дека изминатите 2 години ние бевме прилично ограничени во патувањата. Сега некако како да се обидуваме сите да ги надоместиме сите тие изгубени моменти. Патувањата се едни од активностите кои што ме исполнуваат и се обидувам да поминам повеќе време во патување и истовремено да бидам дел од активности кои што заеднички ги правиме со моето семејство. Некои луѓе и денови се убави и големи без разлика на датумот, на месецот, на годината. Ви благодарам што не вративте низ времето и посакувам секој нареден ден да биде поуспешен и поубав од претходниот. Ви благодарам што бевте гостин на Македонија на Одржа. Ви благодарам за поканата, а секогаш ми е задоволство да сум дел од програмата на Македонската телевизија.